Мислам дека општеството треба да се учи со различностите, и различностите понекогаш се етнички, понекогаш се не знам, верски, но понекогаш се еве и од попреченост. Така да сите ние треба да се навикнуваме, да живееме едни со други, со сите потреби што сите ги имаме и да бидеме колку што може подеднакво. Тука медиумите имаат исто така многу важна улога, затоа што наставниците ќе можат да се повикуваат и да соработуваат со медиумите, но и да се повикуваат на тоа што било на телевизија. Затоа што да не се лажеме, ние денес се уште живееме во општества каде што работите се клучни. Тоа што не било на телевизија може да не постои, или тоа што го нема во онлайн просторот, не постои ни во офлайн просторот. Не може да зборуваме за социализација, да не го спомниме семејството како основна клетка, каде што учениците, децата, ги учат основните работи и вредносни ставови за другиот. И сега, несомнено е тука, еве конкретно одличен пример, да се заплашува дете, седи мирен, ке поминат циганите, ке те украдат. Првиот момент. Седи, ке те дадам на чичкото ѓуптен што продава железо. Вториот момент. Абе, бегај, пази, немој да се дружиш и така натаму, вошки да не фатиш. Може би сега не се актуелни, овие се малку и позастарени фрази, но може би во некои порурални средини се доста. И сега ние, кога растиме дете во семејство на таков начин, очекуваме дека тоа дете кога ќе дојде во основно треба да седи со деца од друга националност, да ги прифати различностите, да знае да прославува дека и Бајрам е празник, и Велик ден, и Василица и така натаму, а па кога ќе дојде во средно се чудиме зошто имаме меѓуетнички тензии, конфликти, тепачки по автобуси, групи ни се собираат по градот и така натаму. Ние како традиционално познати, нели, во држава што си градиме традиционално стереотипи и предрасуди за различни работи, така попреченоста не е тема која што е поштедена од таа работа. Со тоа што немањето информации е најголемиот проблем. Генерално за секој стереотип, за секоја предрасуда, немањето информации е тој, мислам, главната работа. Кога ги имате доволно информации, ќе можете да направите собствено, да имате собствено мислење, а кај нас тоа што ќе го каже и комшијата, и пријателот е многу порелевантно од тоа што кога ќе отворите книга или медиум, ќе го најдете како точен факт. Стереотипите и предрасудите отежнуваат комуникацијата помеѓу луѓето, а тоа е апсолутно не е цел на воспитно-образовниот процес, туку ние постоиме за да ги надминеме тие стереотипи и предрасуди и сите видови на потешкоти во комуникацијата. И сега многу важно е дека всушност тие се градат врз основа на ставовите. Значи ставовите опфаќаат когнитивен процес, афективен што е поврзан со емоционалноста, мотивацијскиот. Во средното образование можам да зборувам, емоционалниот аспект е многу важен, бидејќи тогаш учениците се во она доба што се вели пубертет, кога се буквално со многу краток фитил. Ние веќе од најмала возраст што правиме? Образуваме медиумски писмени личности кои што ќе имаат одговорност и критички осврт на секоја информација и содржина што ќе доаѓа до нив. Затоа што ги учиме како се создаваат информациите, како тие да ги создаваат информациите, која е одговорноста во насока на споделување на тие информации, нивната одговорност, затоа што постојано сведоци сме дека се на социјалните мрежи каде што до нив исто така стигнуваат секаков вид на информации кои што предизвикуваат пак стереотипи, предрасуди и така натаму и повторно се навраќаме на сето тоа. Размислувај критички. Составија целата приказна. Денови на медиумска писменост 2022 од 25 октомври до 1 ноември. Дознај повеќе на www.mediumskapисmenost.mk.